периодот од 1 до 28 февруари Државниот пазарен инспекторат спровел вкупно 1689 инспекциски надзори на територијата на целата држава со цел проверка на почитувањето на законските прописи во повеќе дејности. Како резултат на спроведените контроли, издадени се 272 прекршочни платни налози, при што вкупната вредност на изречените казни изнесува над 7.469.383 денари. Најголем дел од надзорите биле реализирани согласно Законот за трговија, по кој биле спроведени 481 контрола. Следуваат 413 надзори по Законот за финансиска дисциплина, 210 по Законот за угостителска дејност, 158 надзори по Законот за занаидчиство и 148 по Законот за заштита на потрошувачите. Покрај изречените казни, инспекторите издали 84 опомени, пошто во наредниот период ќе следуваат и контролни надзори со цел да се утврди дали се отстранети утврдените неправилности. Од инспекторатот информираат дека контролите се спроведуваат континуирано согласно законските надлежности, годишните планови за работа и по пријави од граѓани и институции. Граѓаните кои ќе забележат неправилности можат да ги пријават на бесплатниот телефонски број 191. Стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД со акцент на политичките и економските врски било главна тема на разговорите што заменик председателот на владата Александар Николовски ги одржал на работните средби во Стејт департментот во Вашингтон. На средбата со заменик помошникот државен секретар задолжен за Европа Даниел Лоутон било истакнато силното партнерство меѓу двете земји кое се темели на меѓусебна поддршка, демократски вредности и заедничка посветеност за унапредување на економската и трговската соработка. Николовски изјави дека САД се стратешки партнер број 1 на Македонија и држава која најмногу ја поддржува земјава. Тој посочи дека на средбата се разговарало за продолбочување на политичките и економските врски, како и за соработката во рамки на НАТО во услови на предизвикувачки глобални околности и заеднички операции во кои учествуваат двете држави. Во разговорите било опатено и прашањето за економската соработка, особено во делот на енергетската транзиција, изградбата на инфраструктурните проекти. Посебно внимание било посветено на европските коридори 8 и 10 кои минуваат низ Македонија и имаат значајна улога за економскиот развој и безбедноста на државата. Николовски изрази очекување дека повторно ќе се активира стратешкиот диалог меѓу двете земји. Преку трговски договор би се овозможило поголемо ниво на бизнис и трговија. Во рамки на работната посета на Вашингтон, вице-премиерот ќе учествува и ќе се обрати на глобалниот настан Transforming Transportation 2026. Малку 6 лица го загубиле животот во пожар што избувнал во автобус во швајцарското место Керцес во кантонот Фрајбург. Според информациите од полицијата, во инцидентот се повредени уште најмалку 5 лица, меѓу кои еден припадник на итната медицинска служба. На снимките што се појавија на социјалните мрежи се гледа автобус целосно зафатен од пламен со огнени јазици високи неколку метри и густ црн чад кој се издигнува во воздух. Пожарникарските екипи брзо интервенирале и го изгаснале пожарот, но возилото било целосно уништено од огнот. Швајцарската полиција соопшти дека не се исклучува можноста пожарот да бил намерно подметнат. Во официјалното соопштение се наведува дека намерна постапка е една од можните сценарија за трагедијата и дека постои сомневање дека пожарот можеби бил предизвикан со умисла. Швајцарскиот весник Блик објави сведоштво од очевидец кој тврди дека маж во автобусот истурил бензин, потоа се самозапалил. Полицијата потврди дека ги добила овие информации, но нагласи дека засега не може официјално да ги потврди. Истражителите истовремено посочија дека во моментов нема индиции дека станува збор за терористички напад. Според досегашните информации, автобусот на компанијата Пошта Автобус сообраќаел на редовната линија меѓу Дидинген и Керцес, која поврзува рурални подрачја во Швајцарија. Пожарот избувнал непосредно пред крајната станица во Керцес, место кое се наоѓа на околу 26 км западно од Берн. Трагедијата предизвика реакции од државниот врв на Швајцарија. Швајцарскиот претседател изрази длабоко жалење за настанот, наведувајќи дека е длабоко погоден и тажен поради загубата на човечки животи во уште еден тежок пожар. Тој потсети дека ова е втор голем пожар со жртви за краток период. На Нова година во познатиот ски центар Кран Монтана во пожар загинаа 40 лица, меѓу кои имаше многу млади. 2 дрона се урнаа во близина на меѓународниот аеродром во Дубај, соопшти канцеларијата за медиуми на владата на Дубај. Според локалните власти, беспилотните летала паднале во област во близина на еден од најпрометните аеродроми во светот.
Во инцидентот се повредени 4 лица, но засега не се објавени детали за сериозноста на нивните повреди. Властите соопштија дека функционирањето на аеродромот не било нарушено и дека воздушниот сообраќај се одвивал без поголеми прекини. Нападите со дронови се дел од пошироката ескалација на конфликтот меѓу Иран од една страна и САД и Израел од друга страна, кој започна кон крајот на февруари со американско-израелски воздушни напади врз ирански воени и нуклеарни цели. Од тогаш Иран започна серија од мазнички, ракетни и дронски напади врз американски бази и нивни сојузници во регионот, вклучувајќи ги земјите од Персискиот залив, според податоците на регионалните министерства за одбрана што ги пренесува Reuters. Од почетокот на конфликтот, Иран лансирал стотици ракети и повеќе од 1000 дронови кон земјите од заливот, меѓу кои Обединетите арапски емирати, Катар и Бахрейн. Поголемиот дел од ракетите и беспилотните летала биле пресретнати од системите за воздушна одбрана, но делови од пресретнатите проектили и дронови повеќе пати паѓале врз населени места и инфраструктура. Во последните денови Обединетите арапски емирати неколку пати пресретнаа ракети и дронови над својата територија, додека властите предупредуваат дека конфликтот меѓу Иран и САД може дополнително да се прошири низ целиот регион. Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавува сончево време со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен јужен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервалот од -4 до 0, додека максималните ќе се искачат од 10 до 20 степени Целзиусови. Времето во Скопје сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен јужен ветер. Температурите ќе се движат од минимални 0 до максимални 19 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи до крајот на работната седмица ќе се задржи стабилно време со пораст на дневните температури. Во текот на викендот времето ќе биде посвежо со услови за слаби врнежи од дожд.